Ако гласа за Зоран Заев, гласаш истовремено и за брат му Вице, со кого делат криминални тендери и провизии. Гласа за двојазичност, за кантонизација, за федерализација. Федерализацијата е само во главата на Груевски. Кантонизацијата која што ја спомнува, не знам од каде му пало на памет, најверојатно мисли на конфискацијата. Слободан Богоевски е еден од 20 политичари на кои ми е одземен имотот. Бившиот директор на ДБК беше уапсен во 2013 година заради сомнение дека сторил дело, перење пари, злоупотреба на службена положба и овластување и даначно затајување. Беше осуден на 2 години затвор, а му беа конфискувани пари и имот. Богоевски сега е на слобода и е убеден дека целата операција е исценирана и со политички мотиви. Овој случај на брутално газење на уставот и законите, нашиот случај, може да биде навистина школски во историска смисла, затоа што да обвините некого за перење пари, а да немате ниту еден доказ за тоа, затоа што такво нешто не постои, и да обвините некој за злоупотреба на службена положба, која воопшто ја немал конкретно адвокатот Томановиќ, он како физичко лице настапи, подпишувајќи го раскинувањето на договорот, спроведувајќи го полномошното на ЦБ и Кипар, за да може да се инсценира после друго казнено дело, така наречено изведено дело перење пари, отидоа со таква постапка што не е замислива, мислам, за ниеден суд, дури ни во афричките земји, а не во земја која претендира да биде дел од Европската унија. Освен Богоевски, имот му е конфискуван и на лидерот на партијата Обединети за Македонија, Љубе Бошковски. Тој беше осуден за кривично дело, злоупотреба на службената положба, при што доби казна затвор во траење од 7 години. Бошковски беше приведен ден по предвремените парламентарни избори во 2011 година, по средбата со човек за кој се мисли дека му е дел хартиената торба, во која имало 100.000 евра. Овие пари се конфискувани од страна на надлежните. 4 години подоцна во јавноста беа објавени прислушкуваните материјали, кои укажуваа на политички реваншизам. Ало, началниче! Од Кил Кеш го фатиле? Да, ја фалиле парите 100.000, 10 пачки од по 10.000. Лежеше таму едно пола саат на стомак врзан на лицици, дојдаа новинари и ги спосликаа, го направиле, он вришкал, Сашо Мијалков ме намести, солзи тешел. И вика, како ми го начука Сашо Мијалков, а врзан со лицици од позади. Абе, лежеше тука 40 минути, бе, сите го гледаа, бе. Па го свртеа со главата према веце, со лициците, народ гледа. Му јадав мајката, што да ти речам сега? Нека јаде гомната. Сега со Велија заедно ќе се дружат. Со Велија ќе слават победа сега. Да. 8 години ќе му биде ова, да знаеш. Што судството е навистина продолжеток на Волшебничкото здружение, еден огромен ганг, кој ги реализира интересите на здружението Волшебничко, кој го нарекувавме влада на Република Македонија, представено од фамилијата. Заменичката обвинителка Деса Пауновска, која 3 реченици не изусте за време на целиот процес, нити имаше одговор за било што на прашањата на адвокатите и нашите, веднаш беше награден, уште недовршен процесот, за да го покрене обвинението, стана виш обвинител во Гостивар. Судијата, судечки во основниот суд, беше напреден во апелација. Еден член на судскиот совет од основниот кривичен суд во Скопје директно отиде во Уставниот суд на Република Македонија, практика која е невидена во досегашната историја. Познавачите на состојбите велат дека објавените бомби од страна на опозицијата ги потврдија сомневањата за партизираното судство. Според нив, судството е најважната инстанца за да се заузда корупцијата, додека конфискацијата
најефективната мерка за демотивирање на лицата да стекнат имот на незаконски начин. Ништо повеќе не ги стимулира криминалците, не ги одвраќа овие што се од лукративна природа, отколку да им го одземат имот. Системот е буквално уништен. Да ги погледнеме состојбите, значи од предистражните органи, како што е управата за спречување перење пари или царинската управа или управата за јавни приходи, па да ги погледнеме состојбите во истражните органи, финансова полиција, МВР, обвинителството и така натаму, имаме тотална блокада и нефункционирање на законските прописи и на подзаконските акти. Што секој граѓанин ќе рече: "Еј, супер, овој ќе одлежа 3 години, а украде 3 милиона евра. Му се исплаќа." Тоа е пораката која што стига до граѓаните директно или индиректно. Мора да има конфискација за тој кој што се дрзнал да краде, да биде вратен на истото ниво финансиско, кој што го имал пред да почне да краде, а казната затвор да му биде гратис. Тоа е начинот, друг начин нема. Борбата против корупцијата на крајот се мери со одземен имот и капитал. Скуп Македонија дојде до податоци кои укажува дека во изминативе 3 години е одземен имот по 88 пресуди и во државната каса легнале, верували или не, само 130.000 евра. Анализите покажува дека преку коруптивните активности од секој македонски граѓанин се одземени по 150.000 денари, а со конфискацијата се вратени само по нецели 4 денари. За разлика од кај нас, во Европа се води вистински поврат на украденото од граѓаните. Така во Франција, Италија, Шпанија, Велика Британија и Германија за 4 години се одземени околу 5 милиарди евра. Во Македонија пак за 9 години на незаконски начин од земјата се одлени 5 милиарди американски долари. На секој европеец се вратени по 15 евра или по 1% од просечната плата. Кај нас со 4 вратени денари, тој процент е 0,0001% од просечната плата. Законодавството во Македонија за одземање на нелегално стекнат имот е донесено пред 7 години. Мала светлина во мрачниот корумпиран македонски тунел требаше да светне со формирањето на Агенцијата за управување со одземен имот. 2009 година Македонија имаше препорака од Советот на Европа, значи да формира таква агенција како важна алка во борбата против организираниот криминал. И Македонија беше 7-та држава во Европа која што формираше таква агенција. Во регионот најсилна е бугарската агенција. И нема да кријам, значи, како основач на агенцијата и која што, значи, почна некаде од март 2009, а со имплементацијата на законот и подзаконските акти заврши во јуни месец 2010. Значи, беше земен примерот од бугарската агенција. Таква каква што е замислена агенцијата и таква како што функционира, мислам дека е неспојиво и не е тоа што требаше да биде. Јас основав агенција во 7 метри квадратни, во IT центарот на Министерство за правда. Тамо требаше да преземам 14.000 кривични предмети од сите судови наеднаш и можам да речем дека од првите 10 што беше почнато со работа беа наплатени 11.300.000 евра. Цветанов исто така се сеќава на првите чекори на агенцијата. Вели дека ентузијазмот на македонските борци против корупцијата не бил проследен и со поддршка на тогашната влада. И ние воодушевени од успесите на тоа тело побаравме прием кај премиерот Никола Груевски во тоа време да ги презентираме тие успеси и поведени од делано добра волја и развој на системот за борба против корупција, да побараме политичка поддршка, односно да се понудиме да биде изградено, оформено такво тело во Република Македонија, каде што би биле назначени некои луѓе кои што ќе ја водат целата таа постапка, затоа што во Република Македонија не постои таков орган. Но не наидовме на прием. Ниту желба да слушне, ниту желба да сака да имплементира нешто такво во Република Македонија. Од земјите во регионот Србија е лидер по конфискација на имот стекнат на нелегален начин. На наркокланот на Дарко Шарич, најголем наркобос во Европа, мој одземен имот вреден 300 милиони евра. Најголем напредок во одземањето на имот имаат и Романија и Бугарија. Романските власти одзеле имот вреден 500 милиони евра за 10 години, откако обвинителката Лаура Коеши работи во обвинителството.
На списоците за одземен имот во земјите од регионот знаеле да се најдат и највисоките државни функционери. Така, на хрватскиот премиер Иво Санандер му е одземен имот во вредност од 4 милиони евра. Во 2011 година, поранешниот српски претседател Слободан Милошевиќ му е одземена вила вредна милион евра. Истата вила, семејството на Милошевиќ, ја купило само за 5000 германски марки во 1999 година, што било основа за истрага од страна на српските надлежни институции. Од прислушкуваните разговори кои ги обелодени Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, јавноста дозна дека за мала сума со имот се стекнали високи државни функционери. Меѓу нив и бившиот премиер Груевски, кој од материјалите се слуша дека наводно купил плацеви на водно, со вкупна површина од околу 14.000 метри квадратни. Овие материјали се основа за истрага која води специјалното јавно обвинителство. Оттаму Кусони изјавија: интензивно се истражуваат сите наводи за корупција кои се опатени со прислушкуваните разговори. Се истражуваат сите финансиски трансакции за кои постои сомнеш дека се поврзани со одредени криминални активности. Во оваа насока соработуваме со сите финансиски институции и засегнати страни и ваквата соработка е неопходна во финансиските истраги. Појаснуваме дека конкретните активности кои се преземаат од наша страна се од сензитивна природа и не може да обезбедиме дополнителни информации. Иако за вакви злодела двоецот Мијалков, Груевски не одговарат, заедно со целата фамилија, знаете дека обвинител беше баџан на другиот кум, направи една криминално фамилиарна организација, тогаш Македонија не може да се надева дека ќе опстане. Ако сега не смогнеме сили на вакви злодела, да не биде Груевски и останатите изведени пред суд, тогаш ќе заборавиме Македонија. Па јас се надевам дека овој голем теста за Македонија до сега може да се каже дека проблемите што ги имаме со криминалот беа само чисто криминална природа. А проблемот кој што сега е поставен пред Македонија со криминалот на политичката елита и корупцијата од политичката власт е веќе проблем не е само на кривичното право или на тој дел на проблематиката, туку е веќе прашање на тоа дали Македонија ќе опстане како држава воопшто, бидејќи ако не успееме да се справиме со криминалот во политичките елити, тој ќе продолжи да живее и да метастазира. Практично Македонија никогаш нема да стане правна држава, ќе биде политички окупирана држава од политичките и криминални елити.